Вежба 13. Изрази се преку пози. Фотографијата може да биде моќна алатка за истражување и изразување емоции. Вежбата изрази се преку пози ве поттикнува да искусите различни емоции преку физички пози, било да се фотографирате себе си или да им дозволите на пријателите да ве фотографираат. Со завземање на пози кои презентираат специфични емоции, можете да добиете подлабоко разбирање за тоа како емоциите се манифестираат во вашето тело и како презентирањето на одредени пози може да влијае на вашето емоционално расположение. Основната цел на оваа вежба е да се истражат и изразат различни емоции преку физички пози и фотографија. Оваа практика поттикнува емоционална свест, самоизразување и способност да влијаете на вашето емоционално расположение преку јазикот на телото, фотопотрага, емоции преку пози, подготовка, потребни материјали, о смартфон или камера, о приватен. Удобен простор за фотографирање, о поможност, пријатели кои ќе ви помогнат да се фотографирате или да учествувате во вежбата, за да започнете, изберете разновидни емоции кои сакате да ги истражувате. Ова може да вклучува емоции како среќа, тага, лутина, страв, возбуда, смиреноста и самодоверба. Размислете за физичките изрази и јазикот на телото поврзани со секоја емоција. Например, среќата може да се изрази со широка насмевка, отворени раце или скокање во воздух. Тагата може да се прикаже преку наведнати раменици, наведната глава или седење со колена повлечени кон градите. Лутина може да се прикаже со стиснати тупаници, гневна позиција на телото или намрштени веги. Стравот може да биде прикажан со широко отворени очи, напрегнато тело или раце кои го покриваат лицето. Возбудата може да се прикаже со раце подигнати во воздухот, широк насмев или наклонето тело напред. Смиреноста може да се представи со опуштена положба, затворени очи или нежен насмев. Самодовербата може да се прикаже со раце на колкови, подигнато гради или високо подигната глава. Потоа, пронајдете приватен простор каде што можете да изведете поза која ја представува една од избраните емоции. Држете ја позата неколку моменти, фокусирајќи се на емоцијата која сакате да ја пренесете. Ако се фотографирате себе си, поставете ја камерата на статив или стабилна површина. Користете тајмер или далечински управувач за да го извршите фотографирањето. Ако имате пријатели кои ви помагаат, побарајте од нив да го снимат моментот. Повторете го овој процес за секоја емоција, експериментирајќи со различни пози и агли за да ја фатите суштината на секоја емоција. Откако ќе ги направите фотографиите, прегледајте ги и размислете како секоја поза ве прави да се чувствувате. Дали промената на емоцијата ја промени вашата вистинска емоционална состојба? Дали откривте нешто ново за тоа како емоциите се манифестираат во вашето тело? Размислете за кратка рефлексија од вашето искуство со секоја поза. Што научивте за себе и вашите емоции преку оваа вежба? Оваа рефлексивна практика може да помогне за длабочинско разбирање и свесност за вашата емоционална состојба. Истражување на емоционални пози, среќа, поза, стоите со раширени рамена, подигнете ги рацете високо над вашата глава и насмевнете се широко, рефлексија. Забележете како широко отворените раце и насмевката може да го подобрат вашето расположение и да ве исполнат со среќа, тага, поза. Седнете на подот со колената повлечени кон вашите гради, обвијте ги рацете околу колената и спуштете ја главата. Рефлексија. Забележете како оваа затворена положба на телото може да изрази чувство на тага или самоанализа, лутина, поза. Стоите со рацете цврсто на земја, стегнете ги рацете во тупаница и намрштете ги вегите, рефлексија. Почувствувајте ја напнатоста и силата во вашето тело и како оваа поза може да предизвика чувство на моќ или фрустрација, страв, поза. Стоите со рацете споени заедно. Наведнете ги раменцата и донесете ги рацете на лицето или градите, рефлексија. Внимателно следете како вашето тело се напнува и како оваа позиција може да изрази ранливост или анксиозност, возбуда, поза. Стоите на прстите. Подигнете ги рацете во воздухот и наклонете се напред како да ќе скокате, рефлексија. Почувствувајте енергијата и моментот на очекување во вашето тело и како оваа поза може да ве направи попозитивни и живописни. Смиреност, поза. Седнете со скрстени нозе, рацете нежно поставете ги на колената, затворете ги очите и направете неколку длабоки дишења, рефлексија. Забележете ја релаксацијата во вашето тело и ум и како оваа поза може да донесе чувство на мир и спокој, самодоверба, поза. Стоите со рамената во ширина на колковите, рацете поставете ги на колкови и подигнете ја брадата малку. Рефлексија.
Почувствувајте ја силата и сигурноста во вашата позиција и како оваа поза може да ја подигне вашата самодоверба и самопочит, влијање на емоционалната состојба преку пози. Нашиот јазик на телото и позата имаат длабоко влијание врз нашата емоционална состојба. Практикувањето на одредени пози може да влијае на тоа како се чувствуваме и како восприемаат другите. Овој концепт е познат како вградено познавање, што сугерира дека нашите мисли, чувства и однесување се поврзани со нашите физички изрази. Запомнувањето на оваа поврзаност може да ви овозможи да влијаете врз вашите емоции свесно, например, практикувањето на поза на самодоверба, дури и ако првично не се чувствувате самоуверено. Може да помогне да ја подигнете вашата самопочит и да се чувствувате посамоуверено. Стоењето исправено со рамењата назад и глава високо може да испрати позитивни сигнали до вашиот мозок, зголемувајќи го вашето чувство на вредност. Слично, практикувањето на опуштена и релаксирана поза може да помогне да се намали стресот и да се промовира чувство на мир. Седењето удобно со исправена кичма, затворени очи и длабоко дишење може да го намали срцевиот ритам и да го смири умот. Преку целно користење на јазикот на телото за да влијаете врз вашите емоции, можете да развиете поголема контрола над вашата емоционална благосостојба и да научите како ефективно да управувате со непријатните чувства. Оваа практика ви овозможува да се ослободите од негативните емоционални циклуси и да создадете попозитивна и избалансирана емоционална состојба. Например, ако се чувствувате анксиозно, практикувањето на опуштена поза и забавувањето на вашето дишење може да ги смири вашите нерви. Ако се чувствувате депресивно, насмевката и стоењето исправено можат да го подигнат вашето расположение, свесно прилагодување на вашиот јазик на телото во текот на целиот ден може да го трансформира вашето емоционално искуство. Без разлика дали се подготвувате за предизвикувачка задача, се смирувате пред важен разговор или едноставно сакате да го подобрите вашето расположение, вашата физичка позиција може да биде моќна алатка. Оваа свесност и целна практика може да ви помогнат подобро да се снајдете со дневните стресови, да изградите отпорност и да ја подобрите вашата целокупна благосостојба. Суштински, разбирањето и искористувањето на поврзаноста помеѓу вашето тело и вашите емоции може да ве одведе до повнимателен и проактивен пристап за управување со вашите чувства. Преку малите прилагодувања на вашето држење на телото и движења, можете значително да влијаете на вашето емоционално здравје, поттикнувајќи по позитивна и потврдна состојба на битие, рефлексија, дневна рефлексија. Кои емоции сакате да ги изразите преку вашите пози денес, како се почувствувавте при втемелување на секоја емоција, дали дојдовте до некои нови сознанија за вашите емоции или како тие се манифестираат во вашето тело. Неделна рефлексија, кој поза или емоција ви се издвои најмногу оваа недела и зошто, како процесот на преземање пози и прегледување на фотографиите влијаеше на вашата емоционална свесност и изразување. Дали забележавте некои промени во вашето расположение или емоционална состојба преку неделата, групна рефлексија, што научивте за себе преку оваа вежба, како практиката на преземање пози влијаеше на вашето разбирање врз вашите емоции. Дали откривте нови начини за изразување или разбирање на вашите емоции преку оваа вежба, како учеството во оваа вежба со други влијаеше на вашето искуство и сознанија, придобивки од вежбата, преку изразување на различни емоции преку пози. Можете да добиете подлабоко разбирање за тоа како емоциите се манифестираат во вашето тело. Оваа зголемена свесност може да ви помогне поефикасно да ги препознавате и процесирате вашите чувства. Оваа вежба ве охрабрува да ги изразите вашите емоции физички, што може да биде особено корисно ако имате потешкотии во артикулирањето на вашите чувства вербално. Физичкиот израз обезбедува дополнителен излез за емоционално ослободување и комуникација, преку експериментирање со различни позиции и наблюдување на нивното влијание врз вашата емоционална состојба. Можете да научите како да го користите јазикот на телото како алатка за емоционална регулација. Оваа вештина може да ви помогне поефикасно да управувате со стресот, анксиозноста и другите непријатни емоции. Практикувањето на веќе потврдени пози може да помогне да ја зголемите вашата самопочит и самоувереност. Оваа пракса ги засилува позитивните јазици на телото и може да го подобри вашето општо чувство за вредност. Фокусирањето на вашето тело и емоции додека практикувате пози го промовира вашето внимание и присуство. Оваа пракса ви помага да останете фокусирани на моментот и разгорува подлабока врска со себе си. Оваа вежба ги охрабрува креативноста и самоистражувањето преку ваше поттикнување да експериментирате со различни позиции и изрази.
Таа обезбедува можност да ги истражите новите аспекти на вашата личност и емоции. Додаток 1. Листа на емоции од ЕС, во прилог горе споменатата листа на емоции кои ќе ви помогнат додека работите на вашата емотивна временска капсула. Понекогаш може да биде тешко да се именуваат и артикулираат емоциите, особено кога се чувствуваме преоптоварени или исклучени. Ако се борите со именување на вашите емоции, ве молиме слободно користете оваа листа како водич. Оваа сеопфатна листа вклучува различни емоции за секоја буква од азбуката за да ви помогне точно да ги доловите и изразите своите чувства, гнев, силно чувство на незадоволство или непријателство. Исклучување, со нетрпение очекувам нешто што ќе се случи, анксиозност, чувство на загриженост, нервоза или вознемиреност поради неизвесен исход, блаженство, совршена среќа и радост, досада. Чувство на замор и незадоволство поради незаинтересираност, храброст, способноста да се биде храбар и да се соочиш со стравови, смиреност, состојба на спокојство и мир, збунетост, недостаток на разбирање или неизвестност. Љубопитност, силна желба да се научи или знае нешто, воодушевување, големо задоволство и радост, одвратност, силно чувство на одбивност, разочарување, тага или незадоволство предизвикано од неисполнети очекувања, срам. Чувство на самосвест, срам или нелагодност, емпатија, способност да се разберат и да се споделат чувствата на другите, возбуда, чувство на голем ентузијазам и желба. Страв, непријатна емоција предизвикана од верувањето дека некој или нешто е опасно, фрустрација, чувство да се биде вознемирен или изнервиран поради неможност да се промени или постигне нешто, исполнување. Чувство на задоволство и задоволство од постигнувањето на своите цели, вина, чувство на погрешно или неуспешно извршување на некоја обврска, благодарност, чувство на благодарност. Тага, длабока емоција, особено предизвикана од нечија смрт, среќа, состојба на благосостојба и задоволство, надеж, чувство на очекување и желба да се случи одредена работа, понижување, болно губење на гордоста или самопочитта, инспирација, процес на ментално стимулирање да се направи или почувствува нешто, рамнодушност, незаинтересираност, загриженост или сочувство. Иритација, состојба на вознемиреност или вознемирување, љубомора, чувство на завист кон нечии достигнувања или имот, радост, чувство на големо задоволство и среќа, веселба, чувство на голема среќа и триумф, љубезност. Способност да се биде пријателски настроен, дарежлив и внимателен, острина, силен интерес или ентузијазам, познавање, чувство на самодоверба поради добро разбирање на тема. Љубов, длабока наклонетост и грижа кон некого или нешто, осаменост, чувство на тага поради тоа што сте изолирани или без друштво, копнеш, силна желба за нешто или некого, меланхолија, чувство на длабока тага, мотивација. Причината или причините што ги има некој за да постапува или да се однесува на одреден начин, мистификација, состојба на крајно збунет, нервоза, состојба на вознемиреност или страв. Носталгија, сентиментален копнеш за минатото, вкочанетост, недостаток на емоции или чувства, често поради шок или стрес, оптимизам, надежност и самодоверба за иднината или успехот на нешто, преоптоварен. Чувство дека сте совладани од емоции или околности, без, исклучително силна реакција на гнев или шок, паника, ненадеен неконтролиран страв или вознемиреност, често предизвикувајќи диво непромислено однесување. Мир, состојба на спокојство или тишина на духот, гордост, чувство на длабоко задоволство или задоволство што произлегува од достигнувањата, квалитетите или поседувањата, необичност. Чувство да се биде необичен или ексцентричен на пријатен начин, тишина, состојба на смиреност и тишина, мачнина, чувство на гадење или вознемиреност, олеснување. Чувство на уверување и релаксација по ослободување од анксиозност или вознемиреност. Жалење, чувство на тага или разочарување поради нешто што се случило или е направено, огорченост, чувство поради тоа што сте биле третирани неправедно, тага, чувство на тага или несреќа, спокојство, состојба на смиреност, срам. Болно чувство на понижување или вознемиреност предизвикано од свеста за погрешно или глупаво однесување, терор, екстремен страв, доверба, цврсто верување во веродостојноста. Вистината, способноста или силата на некого или нешто, триумф, чувство на радост или задоволство како резултат на успех или победа и нелагодност, состојба на вознемиреност, разбирање, способност за сочувство со другите, итност. Чувство на важност кое бара брза акција, ранливост, чувството да се биде изложен на можноста да бидеш нападнат или повреден, било физички или емоционално.
вознемиреност, состојба на нервоза, фрустрираност или загриженост, победа, чувство дека сте освоиле или постигнале нешто значајно.